Добар ден, почитувани, добре дојдовте во уште една нова телма амбуланта. Со годините луѓето почнуваат да се жалат на болки во зглобовите, на вкочанетост при првите утрински движења или пак нивна намалена подвижност. За дегенеративните промени на зглобовите на колкот и коленото денеска зборуваме со примариус доктор Тодор Ношпал, субспецијалист по ортопедска хирургија. Докторе, добар ден, добре дојдовте во телма амбуланта. Добар ден и на вас и добро дојдовте и вие кај мене во мојата ординација. Така. Значи, заедно сме. Заедно сме на гости, едни кај други, така. И воедно гости во домовите на гледачите. Докторе, велат дека зглобот на колкот е најголемиот и најстабилен во нашето тело, кој што овозможува голема подвижност, но и покрај големата издржливост, сепак овој зглоб не е неуништлив. Па да започнеме од тука, дали е сложена неговата градба? Да, апсолутно. Зглобот на колкот е оној кој што фактички не го овозможува движењето комплетно, заедно со коленото и со скокалниот или скочниот зглоб. Зглобот на колкот има најголем опсек на движења по човечкото тело, заедно со рамениот зглоб. Меѓутоа, рамениот зглоб, знаете, ние може да работиме, да пишуваме, да со рацете што го правиме во текот на животот, но со нозете нон-стоп сме активни и нон-стоп одиме и го оптеретуваме тој зглоб. Значи, тоа е еден, покрај тоа што е најподвижниот зглоб, покрај тоа што има сложена структура, од чашката, главичката на бутната коска, па понатаму и бутната коска, карлицата, целиот тој склоп на спреги, на сили, на мускули, на сврзни врски, значи е најоптеретен и изложен на повреди во текот на животот. Значи и минимална повреда на тој зглоб може да доведе понатаму во текот на животот до негово почетно уништување, а понатаму и завршно до тотална протеза. Артрозата на зглобот на колкот се нарекува кокс-артроза. Вела дека е најдобро проучената артроза во човековото тело. Постојат ли некакви конкретни, јасни податоци зошто доаѓа до неа? Да, конкретни се зошто. Да речеме, ние сме биле на времето четвороножни животни. Сега врската не се знае, линкот се уште не е до крај определен како и што е. Меѓутоа, кога сме почнале да се исправаме на две нозе, нормално е дека во тој период почнува да се оптеретува зглобовите на долните екстремитети. Со нивното оптеретување, значи, нормално доаѓа и до нивно побрзо трошење. Бидејќи биолошкиот материјал, колку и да е отпорен на сите оние влијанија физички кои што ние ги правиме во текот на животот, сепак има свој век на траење. Како што се во животот има век на траење. Значи, некогаш има почеток и крај се во животот. Основата е што како кај секој зглоб, и зглобот на колкот има рскавица. Значи, тоа е основата која што ни овозможува нас движење без болка. Значи, во рскавицата нема крвни садови, нема нерви. И затоа нас не боли кога одиме, да речеме. Сега зборуваме за зглобот на колкот, меѓутоа тоа важи за секој зглоб. Меѓутоа, кога ќе се потроши рскавицата, тука доаѓа до контакт на едното и другото зглобно тело, на субхондралната коска, таа што е под рскавицата, каде што се нивните завршетоци, и затоа се јавува болката. Значи, колку што повеќе се троши рскавицата, ние се повеќе и повеќе чувствуваме болка. Покрај тоа се јавуваат нормално, бидејќи коската, самиот зглоб е дел од коската и има можност за ремоделација. Значи, тоа значи дека се создаваат и шилци,
се создаваат и цисти внатре во самата коска, кои што може да доведат до понатамошна болна осетливост кај пациентите. Значи, основата... Каква е, докторе, таа болна осетливост? Каде се чувствува болката? Во кој дел на колкот? Значи, јас ова го зборувам веќе, па не знам, јас сум 35 години веќе ортопедски хирург. И стално го кажувам тоа дека луѓето обично доаѓаат на ортопед, на или матичен лекар и се жалат на болка, ме боли докторе колкот. Ама ќе се фати позади. Значи во задниот дел, кај дебелото месо, кај лумбалниот дел на рапетот, тоа не е болка во колкот. Значи колкот боли во ципата, во препоната. Значи болката се чувствува само во препоното, доколку потекнува од колкот. А доколку чувствуваме на друго место, што значи? Тоа е некоја рефлексна болка од друг дел од телото? Сега вака. Постои рефлексна болка која што може да се јави во коленото. 20%, 30% од пациентите првично се јавува болка во коленото. Па на колегите кои што се помалку искусни го испитуваат коленото, прават на коленото испитувања разноразни, меѓутоа се постанува дека коленото не е проблем. Бидејќи рефлексно по најголемиот мускул на човечкото тело, квадрицепс, кој што е на предната страна од бутната коска, се пренесува болката во коленото. Тоа е пак врзано со препоната горе, значи со колкот. Ако направиме слика тогаш или направиме една обична клиничко испитување, еден обичен преглед, ќе видиме фактички дека постои ограничување во колкот. Во движењата во колкот. И тоа се оние знаци кои што ни укажуваат дека можно е нешто да се работи во колкот. Во понатамашната фаза веќе, кога е втора, трета фаза од самата коксартроза, значи од артрозата на колкот, се јавува општо болка не само во препоната, него и од страната на колкот, и позади, така да тоа е целото како еден блок кој што пациентот го чувствува неможност на движење, болка при седење, болка при спиење и така. Докторе, а има ли вистина дека кај проблемите со зглобовите, односно кога ќе се јават болки кај зглобовите пред се во колкот, постои поврзаност и со болестите на жолчката? И обратно, ако има некој проблем со жолчка, треба да очекува дека ќе му се јават и проблеми со зглобовите пред се проблем со колкот? Не, нема никаква врска. Значи нема никаква поврзаност, еве разјаснивте една никаква дилема, врска. односно една заблуда во овој случај. Да, заблуда е тоа, да. Може да се помеша, да речеме, болка од слепо црево со десниот колк. Затоа што слепото црево се наоѓа на десната страна и боли негдека нагоре од препоната. Кога имаме слепо црево, апендицитис. Тоа може да се помеша, меѓутоа со еден добар клинички преглед одма се исклучува што е што. Така. Со жолчката е веќе погоре, значи нема никаква додирна точка со колковите. А дали коксартрозата најчесто е еднострана, односно зафаќа само еден зглоб, или пак е двострана? Потеклото на коксартрозата може да биде од повеќе причини. Значи, ние ја делиме на примарна и секундарна коксартроза. Примарната коксартроза е онаа која што настанува заради некоја причина која што ние не може да ја откриеме. Дали било микроповреда на крвните садови околу вратот на бутната коска, кои што ја пореметиле исхраната на самата Значи повредата на бутната коска може да доведе до проблем со зглобот на колкот. Да, на делот кој што е вратот на бутната коска и главичката на бутната коска, значи на горниот дел. Само на одреден дел. На одреден дел, не на целата бутна коска. Така. И тоа може да доведе, значи, до повреда на таа коска што е во главичката, на спонгиозната коска. Па заради неа да настане пропаѓање на рскавицата сама.
Или може да настане само пропаѓање на самата раскавица заради енормно оптеретување. Ако настане таква работа, тогаш нормално е дека ќе се потроши таа и после тоа пациентот чувствува болка и неможност за одење и обавување на основните животни функции. Значи, понатаму секундарната коксартроза може да настане заради деформација која што е одраѓање. Така. Значи, недоразвиене колкот, нешто се случило во матката, може да се случи, што кај пред да се роди индивидуата. Значи, и да настане пореметување во самите односи на зглобот, односно да настане лоша конгруентност на зглобот. Конгруентност значи дека не налегнуваат добро зглобните тела едно на друго. Бидејќи зглобот на колкот е стабилен зглоб, може да го кажеме, за разлика од рамениот зглоб, кој што е нестабилен. Колениот зглоб е нестабилен зглоб. Овде имаме стабилен зглоб, каде што имаме 3/4 од пинг-понг топче, така викаме чашката, и имаме главичка која што е пинг-понг топче. И едно со друго не олегува, значи само 1/4 е непокриена. И затоа ги имаме можност за сите движења и за да нема болка. Во кога настане било какво пореметување во тој однос на главичката на бутната коска и чашката, тогаш ќе настане порано артрозно пореметување на самиот зглоб. Така. А, докторе, поради коксартроза може ли да дојде до привидно или пак реално скратување на ногата? Поради проблемите кои што се јавуваат пак сега со коленото? Апсолутно. Затоа што, да речеме, постојат состојби каде што има пореметување во развојот на односите на вратот на бутната коска, каде што може главичката, да речеме, ако го замислите дека ова е бутната коска, моја рака, ова е главичката, ова е чашката. И сега таа може да биде главичката вака, може да биде навалена према долу, што се вика. Така. Тогаш апсолутно оваа нога ќе оди погоре. Или ако чашката е пострма, главичката ќе избега нагоре. Тоа значи дека таа нога исто ќе биде пократка. Или во кога настане пореметување како, да речеме, во крвните садови на самата главичка, па настане асептична некроза, која што има свој фази на развој, таа болест, и тогаш настанува пропаѓање на топчето на главичката, значи, што е, и апсолутно доаѓа до намалување на должината на тој екстремитет. Така да ќе настане скратување на таа страна. Би тоа претходно првично е болката која што ќе се јави. Така. Првично секогаш се јавува болка. Болката е основната во било која артроза. Првичниот симптом е болка. Сега треба да се разграничи од каде е таа болка, она што треба да го направи ортопедот, као доктор. Така, да открие, да диагностицира од каде потекнува. Текнува, дали потекнува, може да потекне тоа што викам, ако од позади болката, таа не е колкот, таа е лумбалниот трбет. Ако потекнуваат, ако е од сипата, тогаш е колкот, па ќе испитуваме дали од таму. Може во првичните испитувања кои што ние ги правиме, да речеме, кај септичната некроза, која што доведува па до коксартроза, може да немаме ама баш никакви други симптоми освен болка во нула фазата. Што е, а понатаму се јавуваат пореметувања кои што се гледаат на магнет, на рентген, на скен на скелет со техничиум 99 тема и така натаму. А колкав дел од пациентите кои што имаат двострана коксартроза, исто така се соочуваат со проблеми со ребетот, пред се во лумбалниот дел? Па, сите претежно. Мислам, основата во ортопедијата е дека ние сите, како луѓе кои што сме се исправиле на две нозе, значи кои што одиме на две нозе, 90% од пациентите, сите болки се од дрветот. И тоа од лумбалниот дрвет.
Сега, дали тоа ќе биде поврзано со колкот, со коленото, дали ќе биде поврзано со горниот дел на телото, зависи од таму од каде што потекнува основниот медицински проблем. Во основа, сите зглобови кои што се, ние знаете, имаме едно срце. Меѓутоа, другите органи, еден црн дроб, еден панкреас. Меѓутоа имаме два бубрега, имаме два колка, имаме две колена, имаме две раце, значи имаме све резервни органи. Имаме резерва некоја во организмот. Так. Значи овие се многу битни. Лабораторијата на организмот, да речеме, црниот дроб е многу битен во животот, као панкреасот. Ако ги изгубиме тие, тогаш се губи животот. Со овие се живее како инвалид, да речеме, како човек со посебни повреди. Обично настанува коксартрозата, ако настанува примарна коксартроза или примарна гонартроза на колената. Значи таа настанува на едниот зглоб. Се троши едниот зглоб. После некоја година, една-две, почнуваме да го штедиме тој зглоб, да го третуваме другиот, затоа што имаме резервен. За да не боли овој првиот. За 3 години максимално почнува да не боли тој што не бил условно здрав. Значи, ако не боли десно, ќе не боли за 3 години лево. Па ќе ни помине болката на десниот колк. Ќе боли повеќе некој си година, 2-3, другиот колк или колено. На крајот ќе почнат да болат и двете и обично првиот тој што почнал е првиот што ќе пропадне и ќе мора да го решаваме или хируршки, или со методи некои кои што сега ги имаме за спасување на таа раскавица во колку постои. Така, ќе проговориме за методите со кои што би можеле да се спаси од она што останало од трескавицата, но претходно, докторе, да ги поканиме гледачите во денешната Телма амбуланта да се вклучат на телефонскиот број 3076-677, примариус доктор Тодор Ношпал, субспецијалист по ортопедска хирургија, е денешниот гостин. Тој ќе даде одговори на сите ваши прашања кои што се однесуваат на болестите на зглобовите, пред се на колкот и коленото, барем тоа е предвидено да го опфатиме во денешната Телма амбуланта. Докторе, ќе се задржиме уште малку на кокс-артрозата, на каков начин таа може да се диагностицира. Дали една обична рентгенска снимка ви дава одговор за што точно се работи? Ево, ово е одлично прашање сега и тука ја ќе се надоврзам малце и ќе кажам една работа. Почнав, речеме, со приватна ординација. Луѓето, нели, пошто доста гостувам и на вашата телевизија стално гостувам, и луѓето мислат дека се може со интернетот и со фейсбукот, се може да се реши преку интернет и фейсбук. Значи не може, по телефон не се лекува. Значи, ние мора да установиме една работа дека основата е клиничкиот преглед. Значи, мора да се види пациентот. Мора да се прегледа. Без преглед не може да се постави добра диагноза. После прегледот следуваат сите други исследувања. Дали тоа ќе биде обично рентгенска слика прво се прави. Значи не се оди прво на магнет. Нема зошто матичниот лекар или било кој. Или доаѓаат пациенти кај мене и викаат: еве доктор, направив магнет да ми го видиш. А зашто направи магнет? Така бе, си отидов и си направив магнет. Абе, како си направи магнет? Магнет не се прави туку така. Или компјутер, или по собствена проценка. Не прашува ни ништо. Тоа е како да одам си купам јаболки. Сега, ја ќе си решам, ќе си купам јаболки. Но ја 10 години сум го учел ова за да му кажам на некого дали треба да се слика или не. Така. Значи, проценка на ортопедот е каков тип на снимање ќе биде направен? Основата е клиничкиот преглед. Значи, клиничкиот преглед е основа за се, не е ова само за ортопедија. Докторе, можете врз основа на она што ќе ви го опише како болка пациентот и со еден обичен преглед, без снимки, да процените, да поставите диагноза за што се работи? Апсолутно. Ја после 35 години можам пациентот од врата да го видам и да му речам: тебе ова ти е. Така, искуството е пресудно. Со
со другари, со жена ми по улица, викаме, она жена ја гледаш ли, има проблем со коленото лево или со десниот кол. Мислам, искуството си е она што е. Значи, основата е клиничкиот преглед. После тоа доаѓа нормално рентгенска слика, ако треба крвна слика да се прави, пошто има и други болести кои што може да доведат до оваа ситуација. Понатаму се магнетот, компјутерот, скенот на скелет со технициум 99M, кои што сите може да ни донесат значи информации со кои што ќе установиме што се случува и како се случува. Значи ако ја сакам да го решам, сега го прегледувам пациентот, гледам дека има проблем со колкото или со коленото, без разлика. Или со некој друг злоб. Основата е прво рентгенска слика. На рентгенската слика гледам дека можам да видам дали е тоа примарно, секундарно, генетски, не или вака така. Ако установам дека треба магнет, ќе направам магнет за да видам до која состојба е ласкавицата, за да може да одлучам дали ќе го лекувам конзервативно се уште, ако има ласкавица, или ќе се оди директно на операција. Така. Значи, тоа се сите фази на чекори, последователни. На лекување. Инаку има пациенти кои што дури не знаете, ќе се јави по телефон или ќе ми пише на месенџер. Или ќе ми прати слика од рентгенска слика направи, ќе ми го прати наводот. У наводот колегата рентгенолог напишал има пореметување во колкото. И се Ништо конкретно. Така. И шо се? Докторе, следуваат минути за гледачите. Веќе споменавте, не може да се лекува преку телефон, но може да дадете некои совети и насоки што да преземат. Да, совети за било што. Еве, веќе еден гледач очекува да се вклучи во програма, да ви се обрати со прашање. Добар ден за него. Добар ден. Добар ден за гледачот. Добар ден. Во програма сте, господине, повелете. Добар ден. Дали ме слушате? Да, одлично ве слушаме, повелете. Така. Поздрав до водителката и до докторот, иако го познавам. Краток, имам магнетна резонанса, проблем во кичмата имам. Болката се протежира по десниот колк, низ десната нога, до прстите долу доваѓа. Не можам да се движам, иако се движам, болката се појавува. Сега се сум пробал и бања, и физикални, и кинеска акупунктура, се, резултатите се салдо нула. Барам одговор од докторот што ќе ми посаветува. Так, што да направите следно? Ви благодарам за вклучувањето. Слушам дека у препоната, колку у препоната боли, така? Така, во препонат боли. Кај мене нема болка во препоната, низ десниот колк, низ десната нога до прстите. Се движи болката. Ова што ми укажувате, апсолутно укажува на Ви тоа. благодарам за вклучувањето во емисија. Повелете, докторе? Ова што ми го кажувате, апсолутно укажува на тоа дека проблемот е во лумбалниот дрвет. Сега лумбалниот дрвет има 5 пршенски тела, помеѓу нив има амортизери, кои што се викаат дискуси, и овозможуваат колку толку да може да ја движиме кичмата, значи да се наведнуваме, да одиме настрана и така. Тие се составени од фиброзен прстен и течно јадро. Во текот на животот, јадрото се суши, ако остане така суво, ние ќе си го истераме животот и без болки и без проблеми. Меѓутоа, кај 90% од пациентите, тој фиброзен прстен знае да пукне и јадрото да се излие и да притисне на кичмената мождина. Во зависност од тоа на кој ниво од тие 5 пршенски тела ќе притисне, дали лево, дали десно, ќе видат и овие симптоми кои што ги кажа пациентот сега, господинот. Значи, основата е дека таа болка оди по задниот дел на ногата, по нервот ишиадикус, кој што е најголемиот нерв во човековото тело, и може да оди до прстите, може да оди со трнење, може да оди со одземеност, дури со одземеност на ногата.
може да има проблеми во зависност од тоа ако е поголем фатено, значи и со одење поголема нужда, и со мокрење, со проблеми импотенција да се јави. Значи, сите тие работи можни се да се јават од лумбалниот рвет. Затоа треба убаво да се види магнетот и ако не помага ништо, после подолг период, значи, бањата, физикалната терапија не се прави во моментот кога имаме болна осетливост. Затоа што само може да ја влоши состојбата. Значи, таа треба да се прво да се обезболи, па после тоа да се оде на бања. Инаку треба да се процени дали тоа што е значи повредата која што е и изливот на тоа течно јадро кај што притиска, дали тоа течно јадро е евентуално за операција. Затоа што ако не помага ништо, тогаш операцијата е единствената работа која што може да помага. И тоа на рветниот стол. Уште еден гледач очекува вклучување. Добар ден за него. Добар ден. Повелете. Поздравувам докторот и едно прашање да поставам. Така. Фала. Значи, колку злев ме боли, не стално, кога ќе почнам да одам, иначе болки немам кога седам. Кога ќе одам, ме боли колкот. Каде точно чувствувате болка? Молам? Каде точно чувствувате болка во колкот? Во колкот, да. Каде? Значи на препонот, Не позадниот? на препонот, позади на Позади. колкот. Позади на колкот, добро. Позади. Кичмата е тоа, не е колку. Што рече човекот, немам Докторот ви рече дека е кичмата, не е колкот. Но сега ќе ви појасниме уште нешто да додадете или тоа е тоа? Така, ја и благодарам на гледачката што се вклучува во програма. Докторе, значи сепак се работи за кичмата, за ребетот. Најверојатно е кичмата. Ако кичмата, пазите, не мора да боли по ногата доле. Значи не мора да боли по шијадикус, може да биде обично лумбаго. Значи на телот кај што е затегнатост на мускулатурата, ако е некоја повреда која што е не сме ја виделе, нешто тешко сме дигнале, не сме приметиле, или креветот не ни е добар за спиење. Значи некогаш и лошиот душек може да предизвика ваков проблем. И тоа во огромен број од случаите. Не само лошиот душек за лумбалната кичма, него и лошата перница. Така. За врат. Значи има луѓе кои што ако го прашате, вика, ове доктори од пред 6 месеци вратов ме кине, раката ме боли, рамото го прегледуваш, гледаш дека нема ништо, да не нешто перница купи нова, купив нова пред баш пред 6-7 месеци. Па врати се старата му, вика, ми готово. Ќе го решиш проблемот. Значи, има работи кои што народот не ги согледува дека можат да направат проблем. А тие апсолутно ни прават големи проблеми. Сега, ова е најверојатно кај пациентката лумбалниот рвет. Зошто и како, што треба да се види, да се прегледа. И најверојатно ова може ако не оди болката до доле, значи не мора да се прават ни дополнително испитување, ќе оди со една масажа и со опуштање на мускулатурата. Ние не сваќаме дека мислам како индивидуи, како луѓе не разбираме дека значи мора да правиме да имаме физичка активност, било каква. Дали ќе биде тоа респираторни вежби, кои што се полезни за срцето, полезни си за целиот организам, за мускулатурата, за зглобовите и така. Дали тоа ќе биде масажа една обична. Значи ние после 40 години секој пациент мора да оди барем еднаш месечно на масажа. Така. Или да оди на пливање. Велат пливањето дека е најдобро решение за вакви проблеми. Најдобриот спорт, апсолутно, затоа што ќе активира сите мускули. Така. Половина час пливање во текот на неделата, играјте еднаш месечно нека биде. Ќе не опушти комплетно, значи тоа е тоа. Сега со ковидов сме малце упучени од таа работа, ама сепак има... Но, принцип можеме да најдеме некоја физичка активност која што ќе ја практикуваме. Не мореве секојдневно, но не секој втор ден, која што ќе ни овозможи драстично подобрување на здравјето. Дома физичка активност, дома е она што ќе ни олабави,
апсолутно ќе не олабави мускулатурата, бидејќи мускулатурата не е предвидена да работи нон-стоп. Ние мора да ја одмараме. Затоа го реков пони за душекот. Ако не ви е добар душекот или перницата, вие значи кога ќе легнете, прво ќе се опуштите све фино, меѓутоа после тоа во текот на сонот. Значи, ако не ви е добра позицијата, ако е по-мек или по-тврд, секој зависи како е навикнат да спие. Значи индивидуални се тука потребите. Да, нема универзално правило да биде тврд душекот или перницата да биде висока или ниска. Да си го одреди тоа што му одговара на него. Значи, некој спие на висока перница, некој спие без перница. Така. Значи, така е навикнат. Ако му ставите на тој што спие без перница, нормално ќе се укочи са ваѓа до вратот. Затоа што мускулатурата ќе почне да работи во текот на сонот. Ние тоа нема да го осетиме, меѓутоа са ваѓато ќе се разбудиме со болка. Така. Докторе, тука ќе пуштиме еден блок реклами, а веднаш потоа продолжуваме со денешниот разговор. За болестите на зглобовите, пред се за болката во колкот, денеска зборуваме со примариус доктор Тодор Ношпал, субспецијалист по ортопедска хирургија од приватната здравствена установа Ортопедија Ношпал. Докторе, кога кај некого ќе диагностицирате кокс-артроза, односно артроза на зглобот на колкот, што се презема? Дали најнапред треба да се направи некаква физикална терапија или пак веднаш се применуваат оние регенеративни методи за да се спречи понатамошното пропаѓање на рскавицата? Значи, се зависи од фазата на оштетување на рскавицата. И од клиничката слика прво. Значи, клиничката слика многу ни кажува. Основата е прегледот што имаме. После тоа е рентгенот и на крајот е магнетот што ни овозможува ептен да видиме рскавицата, низината дебелина, да видиме дали има некои други повреди на меките ткива кои што може да доведат исто така до болка. Да речеме, основата е да одиме малце на коленото. Колкот боли од ципата, коленото боли од медијалната страна, значи од натрешната страна на подколеницата. Првичната болка на коленото се јавува тука. Значи нема друга. Кај што е припојот на еден мускул кој што се вика песан серинус, тоа е гушја нога. Тука се јавува првата болка кај гонартроза. И секогаш е од медијалната страна, почетното оштетување на рскавицата. Сега, во зависност од клиничката слика и во зависност од испитувањата рентгенот и магнетот, ќе видиме колкаво е оштетувањето на рскавицата. Ако може тоа да се лекува со физикална терапија, тогаш одиме на лесна физикална терапија, одиме на употреба на масти на база на камфор највеќе, кои што ќе загреат, ќе го загреат и изладат зглобот и кои што ќе му помогнат на зглобот да се врати во нормала. Тоа обично многу кратко делува. Значи бањата и сите тие работи. И ако тераме само така, тогаш многу брзо ќе дојде до пропаѓање на зглобот. Сега во денешно време имаме методи кои што може да го запрат пропаѓањето на рскавицата. Затоа што основата, ако се работи за примарна артроза, коксартроза или гонартроза, е во сочувување на рскавицата, на незината еластичност и на незината пластичност. Значи, рскавицата е творевина која што има своја еластичност и пластичност. Секоја потрошена клетка од рскавицата е исто потрошена клетка како од мозочното ткиво. Значи нема нејзино обновување. Се уште никој не измислил регенерација на рскавица. Значи ние со овие методи кои што сега ни се на располагање, можеме да направиме запирање на болест или нејзино успорување. Но не може рскавицата да се обнови. Никако не може да ја обновиме. Значи, рскавицата нема шанси да ја обновиме сега за сега. Така. Да речеме како, кожата ќе се пресечеме,
ќе ни зарасне раната, ќе имаме лузна или може и да немаме лузна. Така. Може да се спои. Коската ќе се скрши, се зарасне. Значи тука има регенерација, има обновување. Кај рскавицата тоа го нема. Она може да се возобнови тој дел кај што е пукната, кај што е потрошена со фиброзно ткиво. Меѓутоа тоа е помалку вредно и нема своја функција. Или она што е, ако не е пукната, ако е трошење, значи на самата површина, тогаш веќе ништо не ја спасува. Таа оди до коската. Сега имаме методи кои што се како PRP методата. Значи тоа е плетилет рич плазма. Тоа е плазма богата со тромбоцити. Значи зимаме од пациентот крв. Таа крв ја центрифугираме, го вадиме серумот, во кој што има малку матични клетки, има клетки на раст, кои што се многу битни, има ензими, кои што навлегуваат, значи мора тоа да го ставиме внатре во колкот или во коленото. Значи секаде во секој зглоб кој што има оштетување на рскавицата. И таа течност серумот ќе се имбибира за 2-3 дена по самата рскавица и ќе ја направи поеластична, за да може повеќе да издржи. Другите методи кои што се малце постари од оваа, се хиалуронската киселина, која што во зависност од молекулата, од незината, од големината на молекулата, значи тоа се микромолекули, од 20 до 80 микрони, и во зависност од нивната големина, така и се даваат. Значи може се дава на една недела, во рок од 3 недели, 20, да речеме, може се дава на 3 месеци, на 6 месеци или на година дена. Се инјектира директно во колкот? Директно во колкот. Значи, или колкот, или коленото, или било кој друг зглоб. Кај што имаме проблеми со рскавицата, а сепак има рскавица се уште. Значи во колкот директно, тоа може да се прави под рентген или под ехо. Или ако е доволно искусен оној што ја дава инекцијата, може и без тоа. Така. Значи да се погоди точно зглобот каде што треба да се, затоа што зглобот на колкот има широко поле со неговата обвивка каде што може да инјектирате таа инекција, меѓутоа треба малце подолга игла. Хиалуронската киселина е до сега беше имаше разни фирми кои што произведуваа. Синвиск, Оптивиск, разни називи, значи, кои што ја има ова молекуларна големина, различна и можеше така да се дава и беше обично од животинско потекло. И 90% слична на синовијалната течност. Синовијалната течност е таа која што служи за исхрана фактички на самата рскавица. Таа рскавицата се рани преку имбибирање. Значи, како што нагласив на почетокот, нема крвни садови, нема нерви. Значи, ако ние лапнеме апче, колаген или хиалуронска киселина, треба енормна количина да внесеме за да стаса до сите зглобови. Нема што тоа значи? Не препорачувате, докторе, да се пие колаген орално? Зошто? Зошто? Нема функција. Нема функција. Нема. Едноставно. Значи, како јас да му објаснам, еве боли десниот колк. И сега ќе му кажам, напчева е оди десниот колк. Оди. Нема. Или треба енормна количина да испијам за да дојде до сите зглобови. Тоа е добро за целиот организам. Така. За некоја превенција на сите зглобови, меѓутоа не мали дози. Значи треба поголеми дози од оние што се препорачуваат. Така. Додека ако го дадеме директно во зглобот, тоа директно делуваме на самата рскавица. Така, директно каде што има проблем и се делува на таков начин на решавање. Делува на таков начин. Сега во поново време уште една метода имам пишена кај мене на мојот Facebook,
Значи озонот се употребува. Озонот е оној кој што го олеснува влегувањето на самата хиалуронска киселина или на ПРП-то во рскавица. Значи овозможува подобрување уште на самото тоа имбибирање на самата исхрана. Значи комбинирана терапија тоа хиалуронска киселина или ПРП со озон, колку што ве разбрав. Овие методи сите може да се комбинираат една со друга. Значи користењето ПРП не исклучува инјекција со хиалурон. Може да почнеме ПРП да дадеме една инјекција во исто боцкање, во едно боцкање. Значи во едно боцкање можат и двете. Значи даваме ПРП прво. Така? Го вадиме шприцот, ставаме другиот шприц со хиалурон. А после тоа даваме уште 2 недели ПРП, пошто ПРП-то треба да го даваме во рок од 3 недели. Така? На секој 3 месеци. За да има оптимални резултати. Да има оптимални резултати. Докторе, може да го даваме значи на еднаш неделно, 3 недели или на 3 месеци или на 6 месеци или на година дена. Така. Најнова работа која што е покрај озонот е ова. Значи ова е швајцарска фирма. Значи овдека во ова Синолис има две вакви инекции, едната е 40-80. 40 милимикрони е молекулата на хиалурон, 80 е сорбитол. Сорбитолот е алкохолен шеќер, кој што учествува во исхраната исто на рскавицата и многу ја подобрува состојбата на самата рскавица заедно со хиалуронот. Ова е комплетно нова метода која што се појави пред 3 месеци од Швајцарија. Така, значи има најразлични методи кои што може да се комбинираат и да дадат добри резултати. Така да тоа е досега ова е врвот. Така. Докторе, ќе продолжиме, само не чека двајца гледачи да се вклучат во програма. Ајде да ги слушнеме нивните прашања. Добар ден за првиот од нив. Се надевам дека се уште се на линија, бидејќи почека. Да. Причекавме малце. Така, причекавте, но телевизијата и до докторот. Сакам да го прашам докторот ако може нешто да ми објасни. Ајде, повелете. Кога ја стегнам, не можам да ја затворам нарочито од средниот, под средниот и малиот ми се котат. И дури некогаш ако стегнам малце повеќе, дури ми вибрира раката како да она. Значи зборувате за раката, ако ве разбрав добро, така? Да, за раката, за шаката. Да, шаката, доколку стегнате не можете да ги свиткате. Да стегнам добро. Не можете добро да стегнете. Добро. Најповеќе ми се јавува средниот, подолниот и најмалиот прст. Најповеќе. Тежина, например, ако кренам нешто од 4-5 кила, ми е многу тешко. Докторе, да немате некој подпрашање? Ова би било дали на едната рака само се случува? Дали ова ви се случува само на едната рака? Десната рака. Само на десната рака. Добро. Шаката, така? Така, само на десната рака го имате овој проблем. Ви благодарам за вклучувањето во програма. Докторе, да го слушнеме и следниот гледач да не чека, па ќе дадете одговор подоцна. Добар ден за него. Дали се слушаме? Добар ден. Не, имаме проблем во ред. Докторе, дајте одговор, веројатно ќе се јави гледачот повторно. Ова најверојатно се работи за пореметување на таа што е струната која што ги држи нервите и мускулите на шаката, односно карпал тунел синдром, или евентуално пореметување на таа што е обвивка на самата дланка кај пациентот. Во секој случај мора да се види точно, да се прегледа и да се уточни што е проблемот овдека. Сигурно е притиснат некој од нервите, бидејќи при карпал тунел синдром и дипоитрен се вика таа, знаат вакви работи да се случат кај шаката, кај пациентите. Така да мора да дојде да го видам.
Така, ќе мора да се направи преглед за да дадете конкретен одговор. Има решение, сигурно. За што се работи, а секако и да се најде решение за тоа. Ајде уште еднаш да му дадеме можност на гледачот да се вклучи, бидејќи навистина почека. Добар ден. Добар ден. Ало, добар ден. Сега ве слушаме во програма, сте повелете. Добар ден. Добар ден. Имам едно прашање до докторот. Мојот проблем почна пред 3 години. Значи, има дискусхеремија, потфатени нерви и ред други работи. На магнето се откри и ми рекоја нешто за операција, бе во Охрид, меѓутоа таму вика не можеме да ти го смениме рветниот стоп, многу искривен. Сега од тогаш наваму со апчина, со инекции, а можам да кажам дека најмногу ми помогна една маса од коскена срш од теле од нога. Една бабичка ја праеше, па така со мачкање со то добив некое подмачкување и ми се попушти. Меѓутоа сега се јави проблем друг. Значи на десната страна, под рветниот кош и оди малце наназад, имам јаки болки. 3 месеци сум со тие болки. Ми рекоја дека е бубрего, бев за него не е, дека е жолчката, бев снимав не е. На рентген се снимав, рентгенската снимка не може да се утврди ништо. Меѓутоа сега на 11 имам закажано за магнетна резонанса во Битола, па да видиме сега таму. Сакав да прашам дали е можно да има нерв некој потфатен, пак склештен тука, и да чувствувате болка дава. Значи 3 месеци, 3 месеци. Под градниот кош, така. На десната страна, под градниот кош и оди наназад. Некој пат ќе мазни некоја болка во носете, во грбо, па во рацете. Значи, дали е можно 3 месеци олко болка, дење, ноќе, мир да нема? Пија паркоксија, ништо, пија кетонали, аналгини, ама... Така, но ништо не ви помага. Ништо. Како што разбрав прво, значи, болката била во Доктор, имате некој подпрашања? Да. Како што разбрав прво, значи, болката била во десниот кок прво? Не, во десната страна под ребрата ја чувствува, колку што разбрав. Сега, меѓутоа била во Охрид и рекле не може за операција, што не можело за операција. А кога требало да се оперирате, каде ви беше болката? Тогаш ми беше во грбо болката. Тогаш во грбот ја чувствувала болката. Тогаш беше во грбо. Меѓутоа сега од десната страна под реброто... Така, сега чувствувате на ново место болка во последните 3 месеца. Па сега ви интересира дали може да е сето ова поврзано. Ви благодарам за вклучувањето во денешната емисија. Повелете, докторе. Сигурно поврзано, магнетот ќе, ако се прави магнет на лумбалниот рвет, и на делот тој кој што се ребрата, тие последните ребра, бидејќи од секое пршенско тело, односно помеѓу пршенските тела, излегуваат нервите. И тие може да се притиснати. Магнетот, во секој случај, ќе расчисти работата, каде е притисокот и што е. И сега, дали тоа ќе може да се речи со блокада, значи со боцкање на местото каде што боли, или ќе мора интервенција оперативна, мора да видам. Така, не може вака да кажете врз основа на телефонско јавување, ќе мора да се направи преглед и да видите снимки. Докторе, може ли да ни дадете некои совети како да ги зачуваме колковите? Важно ли е на каков начин седиме? Исправено ли? Треба ли да се поднаслониме кога седиме? Дали е важен начинот на седење во однос на здравјето на колковите? Начинот на седење е повеќе важен за рветниот столб. Значи за лумбалниот рвет и така. За колковите не е толку. Меѓутоа, долгото седење не е добро за ништо. Како што веќе споменавте, седичкиот начин на живот треба да се избегнува и да бидеме што е можно повеќе физички активни. Проблем има и со крвните садови на долните екстремитети, со создавање на отоци и сите работи. Колковите повеќе може да ги сочуваме, како и колената, бидејќи тие се двата најоптеретени зглоба во човечкото тело, со една сепак умерена физичка активност.
Иако не можете сега на човек да му ограничите нешто што тој сака да го работи. Јас имам пациенти оперирано на кои што им објаснувам дека зглобот кој што ќе го ставам е вештачки и дека тој ќе трае, да речеме, некои си 20 на години, меѓутоа ако добро се употребува. Колкот, да речеме, или коленото, се едно. Меѓутоа тој ми вика, докторе, ја без планина не можам. Ама ти ако одиш на планина, ја му викам, јас за 10 години ќе треба да ставам нов зглоб, ако да ставим. Така да сум оперирал и такви пациенти, значи немаш сега на човек да му ограничиш движењето ако тој сака да се движи. Да речеме А во однос, докторе, на стоењето, често пати целата тежина ја префрламе само на една нога, се подпираме на една нога. Дали има тоа улога во здравјето на зглобот на колкот? Секако има, затоа што оптеретувањето е многу битно. Ние во фазата на одот, да речеме, кога одиме во еден момент застануваме само на една нога. Значи, па после тоа се префрламе на другата нога, како што ходат нозете лева, десна. Во тој период кога газиме само на едната нога, таа нога биомеханички, затоа што мускулатурата, зглобовите, коските, сите се, тоа е биомеханика. Значи, тоа не е само медицина веќе. Тука се лостови во прашање, тука се оптеретувања разноразни. Затоа коската може да пукне со најмало некој оптеретување, кога работат мускулите и кога ја постигаат она нивна максимална сила. И она ќе пукне, а си викаш, бе, ништо не направиме, тогаш имало максимална некоја оптеретувачка сила која што довела до пукање на коската. Значи може коската на колко да, односно зглобот да напукне? Било која коска зборуваме сега. Меѓутоа кога одиме во фазата на одот, значи кога газиме на едната нога, таа една нога трпи 3 пати поголема тежина од нашето човечко тело, значи од нашата тежина. Ако сум ја тежок 100 кила сега, значи таа кога одам на десната нога кога газам, таа трпи оптеретување од 300 кила. После тоа левата трпи 300 кила. Значи, па сега ако додадеме на тоа скокање, трчање, бавење со спорт, сите тие работи, значи човечкото тело е многу отпорно. Зглобовите наши се многу отпорни. Ние на сите тие оптеретувања. Меѓутоа, се зависи и од генетиката. Така, зависи од многу фактори. Да речеме, еве го гледате Енди Маре. Енди Маре е еден од најдобрите тенисери на светот. Енди Маре има 2 колка. Пред месец дена го победи Надал. Така. Со 2 колка вештачки. Значи, он се врати. 2 години не играше, сега игра со 2 вештачки колка. Владе Дивац ја заврши кариерата со 2 вештачки колена. Последната сезона играше со 2 вештачки колена. Така. Тоа е, значи, најнормална работа која што се случува во животот и добро е што ние фактички ги имаме тие работи, као протезите, ендопротезите што се, така да може нормално да функционира зглобовите, да се движиме. И не треба ограничување фактички. Треба, ако сака некој да му издржи зглобот, мора да знае дека треба првенствено да се одреди колку и што и како треба да прави во животот, дали ќе биде врвен спортист, дали ќе се занимава само рекреативно, може некој рекреативно, па ќе му пропадне зглобот. Може некој врвен ќе биде, како што има и јадници врвени спортисти кои што не завршиле со операции. Така. Значи, сепак генетиката е најбитната во цела оваа приказна. Цела оваа приказна, да. Докторе, ви благодарам за вашето денешно гостување во Телма амбуланта. Се надевам дека следниот пат ќе бидете гостин во нашето студио. До тогаш, пријатно и имајте убав ден, а исто така ќе им посакам убав ден и на нашите гледачи кои што го проследија и ова интервју со доктор Тодор Ношпал, инаку субспецијалист по ортопедска хирургија. Зборувавме за проблемите со зглобовите, пред се со зглобот на колкот, така што
Бројните совети кои што ги добивте, применете ги во практичниот живот и чувајте го вашето здравје. До гледање!